يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Господарот на сите светови Аллах Джелешануху. А салават и селам испраќаме до нашиот сакан пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, до неговата чесна фамилија, до неговите асхаби и до сите оние кои ќе го почитуваат се до судниот ден. Почитувани, дозволете на почетокот ве поздравам со исламскиот вечен поздрав Ессаламу алейкум ве рахметуллахи ве берекатуху. На почетокот да ви го честитам месецот Рамазан и да искажеме благодарност до возвишениот Аллах, кој што ни овозможи да ја извршуваме оваа наша обврска пост во месецот Рамазан и денес имаме чест заедно го започнеме нашиот ифтар на почетокот од последните 10 ноќи во овој мубарек месец Рамазан, а вече е 21-та ноќ. Поради ситуацијата во која што се наоѓа нашата држава, каде што е прогласена државна жалост по трагичната несреќа, ние вечер ја откажавме планираната програма за вечер, се со цел почитување на законските прописи и искажување почит кон загинатите и нивните семејства. Но за тоа да искажеме благодарност до Општина Гостивар, МВР Гостивар, Еснафот на Гостивар. Оваа вечер тука со нас ние имаме прекрасни гости, а тоа се Ефенди Ариф Рамадани, Ефенди Рамадан Банушев, Ефенди Денис Кагури и Ариф Арслани. Сега чест имам да го поканам Ефенди Ариф Рамадани да го поздрави овој настан. 10-15 минути, така? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Хамд, шукр, благодарност на Аллах Аззе ва Джелле, нашиот Господар, нашиот Создател, кој еве вечерва во оваа ноќ наспроти џума, во овој град на Ислам, град на имански срца, со прекрасни браќа, со прекрасни лица,
мојата и ваша навигација да ја донесе овдека во оваа сала во Гостивар. Јас после благодарност на Аллах Азза ва Джелле посебно се заблагодарувам до организаторите, иницијаторите, реализаторите на овој скуп, на овој собир, кои се себеб, кои се причина ние овдека да се видиме, да споделиме радост, да каснеме еден ифтар. Аллах да ги награди за целиот тој труд, за целиот тој ангажман и за сите тие средства кои ги потрошија за овој ифтар. Благодарност и до сите вас кои дојдовте вечерва да бидете со нас заедно на овој прекрасен ифтар. Посебно ми е чест што тука со нас и шејх Рамадан Банушев и сите вие кои се знаеме и кои не се познаваме. Аллах да ве награди за ова одвоено време да бидеме присутни на ова ифтарска вечера, со која се надевам ќе постигнеме Аллахово задоволство. Драги браќа, ценети сестри, ние веќе влегуваме во последниот круг од овој рамазански маратон. Овој последен круг е најважниот момент, бидејќи вие знаете кога во атлетика оној последен круг е пресуден, кој ќе заврши во финиш, кој ќе земе златна медала. Па затоа пренесува Аиша радијаллаху анха во хадис Муслим, кане небију саллаллаху таала алейхи ва селлем јечтехиду фил ашрил авахир ма ла јечтехиду фи гајрихи. Нашиот пејгамбер, нашиот урнек во живот, нашиот сакан Расулуллах саллаллаху алейхи ва селлем, вели Аиша, неговата сопруга, која најдобро ја знае неговата состојба, вели кане небију, Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем посебно се грижел и посебно се активирал во овие последни 10 ноќи од Рамазан и Шериф. А зошто се грижел? Прво, влегувал во етикаф, второ, се трудел по секој начин да ја потрефи, да ја најде ноќта на кадар. И затоа, драги браќа, пред нас е голема можност. Бележи Имам Табери во негов тефсир, дека пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем раскажал за човек од поранешните народи, кој 80 години војувал на Аллахов пат. И тоа му паднало тешко на асхабите, 80 години војувал на Аллахов пат. Ние имаме, овој уммет има краток рок, амару уммет има бейне 60 wa 70 ама, како што рекол пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем, овој уммет, неговиот животен век, му е меѓу 60 и 70 години. А 80 години како може да војуваш или да правиш добри дела кога животот ни е краток? И замислете, поради таа причина, Аллах Азза ва Джелле ни подари ноќ на кадар, лейлетул кадри хајрум мин елфи шахр, ноќ на кадар која е повредна од 1000 месеци, 83 години 4 месеци. Замисли, една ноќ повредна 83 години 4 месеци. Па затоа, драги браќа, да ги засукаме ракавите, да ги стегнеме појасите, овие 10 ноќи, да ги посветиме на Аллах Азза ва Джелле, урнек како тоа го правил нашиот Расулуллах саллаллаху алейхи ва селлем. Кане небију идha дахала al-ashr ahya al-layla wa aykadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Исто така вели Аиша. Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем кога влегувале овие 10 последни ноќи, пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем ги оживувал ноќите. Како ги оживувал? Постојано во зикр, постојано во ибадет, постојано во ноќен намаз и така натаму. Ја будел својата фамилија, види, ја будел својата фамилија. Драги браќа, има ли вредност ако ние одиме во џеннет, а нашите сакани додат во друго место? Кул иннал хасирин аллазина хасиру анфусахум ва ахлихим јаум ал-кијама. Најголема тага, најголема пропаст на судниот ден е да се изгубиш себе си, твојата фамилија. Будете ја вашата фамилија за ноќен намаз, помагајте се едни со други во добри дела. И потоа вели во предание на Муслим, джедде посебно се ангажирал во шеддел мизер и го стегнувал својот појас или кошула,
а тоа е кинае, метафора, дека посебно се ангажирал, а во друго предание се изолирал од својата жена, од своите жени, во смисла ноќите ги поминувал во ибадет. Значи, таа беше моја прва порака, а втора порака која сакам на овој ифтар да ја пренесам, драги браќа, мораме да сватиме дека ние како уммет мораме да мислиме умметски. Инна хадихи умметукум умметен вахиде. Мораме да бидеме обединети, мораме да бидеме сплотени, мора да бидеме рака еден со друг, драги браќа. Аллах во Куран вели во сура Анфал: "Валлазина кафару ба'духум аулия'у ба'д, илла теф'алуху такун фитнатун фил арди ва фасадун кебир." Оние кои не веруваат, тие се заштитници, тие се помагачи едни на други. Погледни Европска унија и покрај различни вери, покрај различни нации, покрај различни раси, имаат една пара, една валута, една банка, еден парламент. Зошто? Да бидат силни. Ние колку малку сме, а сме разединети. Аллах вели: "Илла теф'алуху." И ако вие муслимани не се обедините, не се споите, не се сакате, не се заштитници, не се чувате еден на друг, ќе настапи неред на земја. И гледате денеска каков неред имаме, да не зборуваме за наши браќа во Блиски Исток, како е состојбата. Зошто? Бидејќи ние сме разединети. Секој нека се потруди да вложи труд, да бидеме браќа, да се помагаме во добро. Замисли, ќе ви споменам само два примера, ќе пазам на времето, бидејќи тука е Шех Рамадан. Вика, има двајца браќа, се вика Хајсеме и Месрук. Хајсеме, Месрук. Тој имаше борч и овој имаше борч. И Хајсеме имаше борч и Месрук имаше борч. Хајсеме без знаење на Месрук отиде и го плати борчот на Месрук. Месрук без знаење на Хајсеме отиде и му го прати борчот. Зошто? Брат мисли за другиот брат, сочувствува со болката на другиот брат муслиман. Вели Ибн Шубруме, доаѓа човек и му вели: "Имам една мака." Повели, откако му ја заврши потребата, овој зема и му дава некој динар. Вели: "Врати ги назад парите." Ако брат муслиман ти дојде и ти побара нешто, а ти си во состојба да му помогнеш и ти не му помогнеш, тогаш земај абдес и земај 4 рекати и клањај му џеназе намаз. Не е брат ако не ти помогне. Ние денеска имаме умметов, има потреба да се обедини. Немаме потреба да зборуваме по интернети, да зборуваме зад грб, да зборуваме по фейсбуци. Ние треба да ги решаваме проблеми лице во лице, драги браќа. Нашата цел е една. Сите сме дошли овдека за ифтар. А ифтарот што е? Единство. Ифтарот што е? Време кога сите истовремено ќе почнеме да ифтарисаме со нијемети на Аллах. Па тоа зарем не покажува да бидеме саф. Затоа, драги браќа, од кога иде повеќе? Денеска имаме потреба да го загнеме нашето братство, нашиот ислам, да го живееме исламот и да не се даваме, да не се подчинуваме на страсти и да дозволиме овој дуњалук да не измами, драги браќа. Верувајте, ќе зажалиме, валлахи ќе зажалиме. Аллах азza wa jalla во Куран вели: "Ваанзирхум јаумел хасре." Вика, и предупреди ги на денот на каење. На каење. Ма мин ахад јамут илла во недим. Секој еден од вас што ќе умре ќе се кае. Ако бил грешник ќе се кае, зошто не се покајал? Ако бил доброчинител ќе се кае, зошто уште повеќе добри дела не направил? Па сега ти е можност. Сега ти е можност. Знаете што вели Ибн Џаузи? Лау суилен емвату, кога умрените во гробишта би ги прашале: "Теменнеу, посакајте нешто." Тие ле теменнеу јомен мин Рамадан. Ќе посакале еден ден од Рамазан. Умрените во гробишта нема да посакаат ни динар, ни дирхем. Ќе посакаат еден ден од Рамазан. Еве го, ние се научиме во Рамазан. Искористи го. Ако имаш грубо срце, речи: "О Аллах, омекни ми го срце." Ако немаш муабет со некого, помири се, заради Аллах, не заради некој. И прави добро, не за луѓе. Прави добро заради Аллах, пошто Аллах, валлаху юхиббул мухсинин, Аллах ги сака доброчинителите.
Јас знам дека ние не сме гладни за ифтар. Меѓутоа има браќа кои тагуваат за ова парче леп. Има браќа кои не можат намаз да клањаат. Има браќа кои не знаат. Гледам вчера, викам, моето дете стана постач, беше гранатирано, драги браќа. Затоа, да имаме гајле за уметов, да имаме сочувство за нашава состојба. И она што се случи овдека, треба да биде поука за сите нас. Нашата младина каде е? Каде се наоѓа по полноќ? Каде се движи? Таткото, мајката. Мораме, драги браќа, да работиме заедно за овој дин, за овој умет, за наша подобра иднина, иншаллаху таала. Јас затоа го молам Аллах азза ва џелле, Аллахуме инни асалуке хуббак, ва хуббу мен юхиббук, ва хуббу амелин юкаррибуна илейк. О Аллах, те молиме да ни подариш твоја љубов. Ако ми имаме љубов во срце, ние се гледаме браќа. Ние ако имаме љубов, ние ќе имаме сожаливост и помагање еден на друг. Ние ако имаме љубов, ние грешките што ги имаме ќе ги халалиме еден на друг. Да го сакаме Аллах, да го сакаме пејгамбера салаллаху алейхи ва селем, да ги сакаме браќата кои прават добро, оние кои прават добро, оние кои не доближуваат до Аллах. Уште колку бев? Давуд алейхи салату ва селам го праша на Аллах. Слушајте ова, запамтете го ова вечерва, иншаллах, доволно. Давуд алейхи салам му рече: ја Раб, о Аллах, кои се најсакани луѓе кај тебе? Кои се најсакани луѓе кај Аллах? Аллах му рече на Давуд алейхи салам: најсакани луѓе кај мене се оние кои прават другите луѓе да ме сакаат мене. Па дајте ми го прикажеме Аллах на грешниците. Аллах милостив. Тропнете на Аллахова врата. Вие кои сте коцкари, тропни на Аллахова врата. Ти кои правиш нечестни дела, тропни на Аллахова врата. Валлахи, Аллах те чека. Аллах те чека. Леллаху ешадду ферхан мин таубетил абд. Аллах се радува за твоето тоубе, за твоето покаяние. Врати се кај Аллах. Покај се кај Аллах. Треба да вика Аллах во џелем воли на Давуд: најсакани робови кај мене се оние кои прави другите луѓе да ме сакаат мене. Кој луѓето ги подсетува на Аллаховите благодети. Кој луѓето ги подсетува на Аллаховите благодети. Па заре може да зборуваме нешто кога во нашето тело имаме 96.000 километри крвни садови? На секој 5 минута бубрезите ни ја чистат крв. Па праша ги оние во диализа по 4 сати како се. Валлахи, да еден чекор да мрднеш со ногава, потребно е 200 мускули да мрднеш. Значи 200 мускули. Праша ги оние кои ми е тежок одот. Ние уживаме во Аллахови благодети, во Аллахови дарови. Затоа бидете благодарни што Аллах ве одбра да бидете умет на Мухамед селем. Меѓутоа, дајте да го потврдиме тоа во дело, да го потврдиме тоа во живот, да живееме братски. Разликите, спорните работи да ги оставиме. Немаме време за тие работи, драги браќа. Затоа овој Рамазан, иншаллаху таала, Аллах да го направи да биде пресвртница во наш живот, да ги сближи наши срца. Аллах да ги награди браќата кои дадоа голем труд да се направи ова големо дело без никаков интерес, без никаква политика, без никаков некој корист. Единствено градот Гостивар да го сближат, браќата да се видат, ние да се видиме. Иншаллаху таала, ова е голема награда за нив, голем себеб и за сите вие кои сте учесници, бидејќи и без вас, и без нас, и без нив, ова не ќе беше. Затоа го молам Аллах азза ва џелле, наискрено, од срце, од длабочина на душа, Аллах да не прими и да не пиша во оние кои се побожни, кои се искрени, иншаллах. Аллах да ги награди браќата кои се причина за овој себеб. Аллах да ве награди сите вас. Аллах да ги чува нашите мајки, нашите сестри кои ни готват ифтар, кои ни прават сехур. Иншаллаху таала, овие 10 ноќи да ги искористиме максимално, да потрефиме лелетул кадар и иншаллаху таала да очекаме Рамазан со блескави, светли лица. Аллах да задоволено сите вас. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Директно? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
Благодарноста му припаѓа на возвишениот, семокниот створител на земјата и небесата Аллах субханаху ва таала, единствен на чие височество апсолутната моќ му доликува, единствен на чие достоинство гордоста му прилега, жив и постојан кој што не умира. Салават и селам на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, на неговите асхаби, на неговата чесна фамилија и на сите оние искрени верници кои што ќе го следат патот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем се до судниот ден. Драги почитувани брајки и ценети сестри, дозволете ми на самиот почеток да ве поздравам со исламскиот поздрав, со поздравот на Ехлил Дженне. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Потоа пегамбер алейхи салату ва салам ни кажува во хадис: "Мен лем јешкури нас, лем јешкуриллах." Кој не е заблагодарен на луѓето, не е благодарен ни на Аллах субханаху ва таала. После хамдот на Аллах аза ва джелле, ја користам оваа прилика да се заблагодарам на тим гостивар, на брајката кои што учествуваа во овој ифтар, кои што жртвуваа од своето време. Тука се Дритон, Рашид, Харун, Бурхан, Елвис, Абдулла и уште некако заборавив, чинете халал. Аллах аза ва джелле да биде задоволен од сите овие брајки од тим гостивар, кои што жртвуваат својот имот од своето време, поминувајќи илјадници километри, да дојдат, да се потрудат, за да ја почувствуваме ова духовна, иманска, рамазанска атмосфера. Воедно и самиот ифтар, како што спомна и шејхот Ариф, е причина да го почувствуваме тоа братство, таа топлина, таа љубов, таа солидарност помеѓу нас, зближување, соединување на сафовите, да почувствуваме тоа чувство на единство, затоа што на вистина умметот како никогаш досега ја имаме таа потреба да бидеме единствени. Потоа треба да бидеме свесни за благодетот во кој што се наоѓаме. А веќе гледаме колку брзо ни поминува Рамазан како ниту еден Рамазан досега. Веќе влегуваме во последната третина. А Аллах азza wa jalla ни алудира во Кур'ан велејќи ни ејјамен ма'дудат, мал број, одреден број на денови. И навистина така брзо помина. А така брзо ќе помине всушност и целиот наш живот. Вели Саид ибн Джубер рахимахуллах: "Куллу јаумен јаишуху ал-муъмин ганиме." Вели секој еден ден кој што го живее верникот е големо богатство, е голема прилика. Вели Бекар ал-Музени рахимахуллах: "Ма мин јаумин ахраджаху Аллаху иля дунја илля јакулу ја ибни Адем игтанимни леаллаху ла јаума лаке баъди." Вели нема ниту еден ден да изгрее сонцето, а да не го повика синот Адемов: "О сине Адемов, искористи ме добро, може би нема да имаш повеќе друг ден." А нема вика ниту една ноќ да дојде, а да не го повика синот Адемов: "О сине Адемов, искористи ме добро, може би нема да имаш друга прилика." Во овој контекст не советува и Абдулла ибн Месуд ради Аллаху ан, велејќи ни: "Ма недимту ала шејин ке недеми ала јаумин гарабет шемсуху нақаса фихи аджали валем језид фихи амели." Вели Абдулла ибн Месуд ради Аллаху ан: "Не сум се покајал како моментот кога заоѓа сонцето, бидејќи вели се намали мојот животен век, а не се зголемија моите добри дела." Вели Аллах азza wa jalla во Кур'ан: "Иqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Вели Аллах азza wa jalla: "На луѓето им се приближи часот на полагање сметка, а тие понатаму безгрижно, немарно продолжуваат да се забавуваат во немар и во заборав на Аллах субханаху ва таала." "Ма индакум јенфеду, ва ма инда Аллахи бақин." Вели Аллах азza wa jalla: "Она што е кај вас е милливо, а она што е кај Аллах азza wa jalla е вечно и никогаш не прекинува." Оваа дунја, колку е да изгледа долга и бесконечна, еден ден ќе заврши, ќе ја снема. А ахирет, колку и да изгледа далечен,
тој е вечен и бесконечен. Затоа да се трудиме, почитувани браќа, во овие преостанати 10 денови да дадиме максимум, да не го трошиме времето залудно, да се фатиме за Кур'ан. О уммет на Кур'анот, се наоѓате во месецот на Кур'анот, шехру Рамадан аллади унзила фихи ал-Кур'ан, месецот во кој што е спуштен Кур'анот. И затоа Аллах азза ва ни вели во друг курански ајет: "Лакад анзална илейкум китабен". Вели Аллах азза ва џеле, ви спуштивме книга. Која книга? Кур'анот. Фихи зикрукум. Вели книга во која што се наоѓа вашиот понос како уммет. Книга во која што се наоѓа вашиот иззет, вашата гордост. Зошто е ваква ситуацијата наша како уммет денес? Валлахи за ништо друго освен затоа што Кур'анот, зборот на Аллах го зедовме под нашите нозе, нажалост. Колку од нас до сега, да се запрашаме, сме учеле Кур'ан? Колку хатмиња направивме? Колку од нас уште не знаеме да учиме Кур'ан? Какво оправдување имаме пред Аллах азза ва џеле? На толку технологија, 24 сати сме со телефоните в раце. Секој ден по една буква да учевме, ке научевме говорот на Аллах азза ва џеле. Да ни кажат има негде злато мапа на кинески, валлахи кинески ке научевме. Зошто за Кур'анот не даваме труд? Сите имаме можност да учиме денес. Денес има повеќе оџи и шејхови и вистински лажни оџи и шејхови се. Зошто се прикажуваме постојано и на толку многу благодати, толку книги, толку многу технологија, да не знаеш денес да учиш Куран? Валлахи срамота е. Валлахи срамоти, немате никако оправдување пред Аллах азза ва џеле. А сме во месецот на Кур'анот. Затоа мораме да се потрудиме максимум да дадеме, барем да го научиме овој Кур'ан. А се што се поврзува со Кур'анот, се Аллах азза ва џеле го воздигнува. Се спушти во месецот на Рамазан. Аллах азза ва џеле го направи круна над сите месеци. Беше објавен во ноќта на Кадр. Аллах азза ва џеле ја направи највредната ноќ во годината. Беше спуштен на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Го одбра, го одликува, го истакна да биде најдобриот од сите Аллахови пегамбери. Беше спуштен овој уммет, умметот на Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Аллах азза ва џеле го воздигна овој уммет. Меѓутоа, тешка е ситуацијата кога овој уммет му сврте грб на Аллах азза ва џеле и на Кур'анот. Затоа, почитувани брајки, ценети сестри, нека бидат овие 10 денови месец на Кур'анот вистински да почувствуваме, да живееме за Кур'анот. Клањаме ноќен намаз, клањаме таравија со сати, не знаеме што учиме. Дај да се потрудиме, отворете Кур'анот. Хамдулилlah на Аллах што ни го даде месецот на Рамазан да не освести, да не отрезни. Бидејќи прашање кога последен пат поставивме и учевме Кур'ан. Да видиме што има во тие курански ајети. Вели имам Малик рахимехуллах. Слободно помениме. Вели имам Малик рахимехуллах: ла яслуху ахиру хадихи л-умме илла бима салаха бихи ауалаху. Вели крајот на овој уммет, вели нема да го поправи освен она што го поправи почетокот на овој уммет. Што го поправи почетокот на овој уммет? Асхабите, какви биле? Кога слушале Кур'ан, кога живееле со Кур'анот, го спроведувале во пракса. И затоа Аллах азза ва џеле ги воздигна овие луѓе. Кој бил Омер радијаллаху ан? Слуша еден ден курански ајет: "Вақифухум иннахум мас'улун." Застанете ги, вели. Тие на вистина ќе имаат одговорност пред Аллах азза ва џеле. Паѓа Омер радијаллаху ан од своето превозно средство. Го носат дома, еден месец лежи болен на постела. Кој Омер радијаллаху ан? Вели од страф од Аллах азза ва џеле. Луѓето му доаѓаат на посета, мислат болене, а вели валлахи не, влијанието на Кур'анот во срцето негово. Видете како тие живееле со Кур'анот. Ние знаеме дека кога Аллах азза ва џеле вели наградата е кај мене посебна, е обилна и бескрајна, неограничена. Нели ние знаеме Аллах азза ва џеле ни вели посебно за постот: "Куллу амели ибни адемин леху илля саум." Секој дело на човекот е негов освен постот.
Што вика тука? Илля сам, освен постот. Фе иннаху ли ва ена еджзиби. Тоа е за мене и јас посебно наградувам за постот. Ел хасенато би ашри емталиха. За едно дело Аллах дава од 10 или себе амиетен, до 700 и до бесконечно дава награда. Меѓутоа овде вели наградата на постачот не вели 10, ниту 100, ниту милион. Вели на мене е посебно наградата на постачот. Истото ова го имаме во еден курански ајет. Внимавајте сега и слушајте добро. Имам Ахмед рахимехулла. Има ли некој кој не го знае Имам Ахмед? Чуварот на суннетот. Имамот на Ахли суннет. 30 месеци бил во затвор само за еден збор да не попушти. 30 месеци бил во затвор само да не дај грешна фетва. Да не каже дека Куранот е створен. После 30 месеци, од толку многу што го камшикувале, цело парче на грбот негов било откинато. Цело парче му било откорнато од удари од камшикување. После сето ова, само за еден курански ајет им опрости на сите им направи халал. На тие джалатите што го камшикуваја. Кој е курански ајет? Фемен афа ва аслаха феаджруху ала Аллах. А оној кој ќе опрости и ќе се помири, ќе се смири со другата страна, феаджруху ала Аллах. Неговата награда е кај Аллах неизмерна. Зошто Имам Ахмед му опрости, што мислите? На судниот ден никој нема да влезе во дженнет, дури не му го да е хак на другиот. Си го навредил, си го излажал, си му правил гибет зад грб. Ако не ти направи халал во дунија, нема да влезеш во дженнет, дури не му го вратиш хакот. И имаш право, сразмерно, согласно онолку кога што ти наштетил, да му земиш хак. Меѓутоа, видете сега, Имам Ахмед бил фақих, бил оштроумен. Вели, ако јас не им направам халал, ќе земам онолку кога што тие ми измачуваја мене. А ако им направам халал, се помирам со нив, наградата ми е поголема од Аллах аза ва джеле. Затоа, брајки, ако опростите, ако направите халал, валлахи не губите. Вие сте повозвишени кај Аллах аза ва джеле. Нека биде ова порака од ова ифтар вечерва, да се помириме сите помеѓу себе. Доста е разединување. Да видиме еден став. Ние сме еден уммет, имаме една кибла, сме се собрали на заеднички ифтар. Жално и болно е да немаме селам еден со друг. Жално и болно е заради нашето его, заради нашиот кибар, заради нашето големџиство, да не попуштаме и да не правиме селам со другата страна. Ако Имам Ахмед 30 месеци бил во затвор, 2,5 години, ако Имам Ахмед знаел да опрости на толку камшикување, цело парче со лузна живел цел живот, само за еден курански ајет им опростил. И наградата е феаджруху ала Аллах. Неговата награда е бескрајна кај Аллах субханаху ва таала. Затоа, почитувани браќа, мораме да сватиме дека нашиот дин е дин на милоста, е дин на опростот и мора да имаме чувство, мора да имаме осет за солидарност, за попуштање. Мен тавадуа лилла рафа. Кој ќе се спуши за атарот Аллах аза ва джеле, Аллах субханаху ва таала него ќе го воздигни. А што ова дунја освен лажно уживање? Вели Аллах аза ва джеле: ја ејухан нас, инна ваъда Аллахи хак, фала тагурраннакум алхајату дуња, вала јагурраннакум биллахи алгарур. О луѓе, ветувањето Аллахово е хак, е вистина. Немој да дозволите животот на овој свет да ве измами, шејтанот во Аллах да ве поколеба, да ве заведе од патот на Аллах субханаху ва таала. Има уште многу да се зборува, уште 4 минути. Уште една случај ќе спомнам, Ебу Бекр ради Аллаху анху. Замислете кој бил Ебу Бекр ради Аллаху анху. Имал близок роднина по име Мистах ибн Усафе. Сиромав човек, кој што прави хиджрет од Мека во Медина и бил од оние блиски роднини на Ебу Бекр ради Аллаху анху. Кога мунафиците, дволичните, извадија муабети за керката на Ебу Бекр, за нашата мајка, за сопругата на Расулуллах, за Аиша ради Аллаху анха, кога му фрлија ифтира бесправно,
еден од тие кои што зборуваја за честа на Аиша радијаллаху анха, нажалост беше Мистах ибн Утатhe. А Абу Бекр радијаллаху ан во Мека и во Медина продолжи. Целото време го финансираше. Му даваше буквално леп. Му даваше цело време милостиња. И како му врати Мистах ибн Утатhe, со говор за најтешкото и најболното нешто, му фрли ифтира врз честа на нашата мајка, врз честа на Аиша радијаллаху анха. И замислете во оваа ситуација, Аиша радијаллаху анха и Абу Бекр радијаллаху ан се помине со сето тоа. И му опрости. Му опрости како? Му опрости на Мистах ибн Утатhe заради еден курански ајет. Прво се заколна, рече: "Валлахи, повеќе нема да му дадам ниту јадење, ниту пиење, ниту ништо." Меѓутоа, кога беше објавен куранскиот ајет: "Вала јатали улул фадли минкум васаа ан јуту улил қурба вал масакине вал мухаџирине фи сабилилlah." Вели, нека не се колнат честните, угледните помеѓу вас, дека повеќе нема да му даваат садака, нема да му даваат милостиња на оние слабите, сиромашните, на своите блиски роднини и на оние кои што направиле хиџрет од Мека во Медина. Овај курански ајет е спушен за кого, почитувани браќа? Ценети сестри, овај курански ајет е спуштен токму за Абу Бекр радијаллаху ан. И на крајот ајетот вели: "Ела тухиббуна ан јагфир Аллаху лекум." Зарем вие не сакате да Аллах ви опрости и вас? Кога го слушна овај Абу Бекр радијаллаху ан, рече: "Бела ја Раб, бела ја Раб, да ја Аллах, јас сакам да ми биде опростено и мене." И тогаш го вика повторно Мистах ибн Утатhe, вели: "Валлахи, да не би бил овој курански ајет, не би ти опростил. Само атер од овој курански ајет, јас ти опростувам тебе." И ја повторно ја враќа на факата, повторно почнува да му дели од своја садака, уште повеќе од она што на почетокот го делил. Затоа, почитувани браќа, крајна порака вечерва, знам дека е време, да се научиме да опростиме, да се сакаме помеѓу нас, да шириме позитивна енергија. Ние сме браќа во Аллах аза ва џелле. Братот твој е врата за дженнет. Насмевката во неговото лице за тебе е садака. Да се ракуваш со твојот брат, да се поздравиш. Ти паѓаат гревовите како што паѓаат лисијата од гранките. Убавиот збор во лицето на твојот брат за тебе е садака. Да одиш во потреба на твојот брат е подобро од еден месец, рекол пегамберот селам. Вели, подобро ми е да одам со еден мој брат во некоја негова потреба да му помогнам, дуњалочка потреба, отколку еден месец да правам итикаф во џамијата од Расулуллах салаллаху алейхи ве селем. Колку еден месец да правиш итикаф, која е вредност? А да одиш со твојот брат за една негова потреба, да ја споделиш неговата грижа, неговата мака, имаш уште поголема награда кај Аллах аза ва џелле. Аллах субханаху ва таала да ви го прими постот, да ве награди сите што дојдовте да ви пише во себаб. Јакулу қавли ҳада ва астагфируллах ли ва лекум мин кулли ذنب фастагфируху. Аллах да не соедини сите во џеннетот фирдеус. Аллах кабул на сите. Селаму алейкум. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Аллах кабул постот. Аллах да ги награди на шейх Ариф Рамадани, на шейх Ефенди Рамадан Банушев за нивните насихати, особено околу единството, кој што ни е најпотребно токму во Гостивар, да имаме единство и да успееме во нашите цели и во нашите идеи. Сега да го поканам Дритон од тим Гостивар, кој што сака да сподели со нас една убава вест. Бисмилlah. Благодарноста му припаѓа на Аллах Субхане ве Таала. Салават и селам му испрачуваме на нашиот пејгамбер Мухаммед саллаху алейхи ве селем. Драги браќа и ценети сестри, добро ни дојдовте на овој ифтар. Аллах Субхане ве Таала да биде задоволен од сите нас. Ние како тим Гостивар, задоволство и чест имаме пред се. Аллах Субхане ве Таала го избрал на нашиот брат Ариф да биде делегацијата на Аллах. Па ние како тим иншаллах го избравме на нашиот брат кој денеска некои деца го учаат Куранот, а тој бил себе. Аллах да го награди со секое добро. Аллах да биде задоволен од него. А сега иншаллах да му дадеме и него збор. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum на сите. Allah да ви го прима постот на сите. Allah subhanahu wa ta'ala да е задоволен со сите нас. И како што вели пегамберот али салату вассалам, кој не е благодарен на луѓето, не е благодарен и на Allah subhanahu wa ta'ala. Па така ја се благодарам, искрена благодарност од мене до сите овие браќа кои што се себе за да овој поклон јас го примам за умра. Аллах да ги награди со секоја добро. Аллах да спушти неговата милост, упатство врз сите нив. Да Аллах субхану ва таала ги прати понатаму себе за ваке големи работи каде што Аллах субхану ва таала е задоволен за ваквите собери во името на Аллах субхану ва таала. Уште еднаш Аллах да прима постот на сите нас, да Аллах субхану ва таала биде задоволен со сите нас, да Аллах субхану ва таала биде задоволен со овие наши браќа, со овие наши почитувани браќа кои што се грижат за динот, кои што Аллах субхану ва таала го спуште себе под пас кај нив за да бидат себе за ова наше дружење во ова ифтарска вечер. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Аллах да ги награди на тим Гостивар, како што слушнавме, иншаллах нашиот брат Ариф е награден да оди на умра од тим Гостивар. Иншаллах шейх Ариф Рамадани ќе продолжи со неговиот дерс. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, ah yaralıyam, yaralıyam. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam.
Kabe'nin örtüsü kara, açtın yüreğime yara. Vay. Bulunmaz derdime çare, yaralıyam ve yaralıyam, yaralıyam. Vay. Ассаламу алейкум на сите браќа и сестри тука кои што се собрани. Имам чест и задоволство од страна на градоначалникот Валбон Лимани. Не е дојден денес поради оправдани причини и сака да им се заблагодари на овие дечки кои што мако трпно работаат за оваа работа, кои што сака да ги вклопат Еснав од воено место. Чест и задоволство ми е ова благодарница да им ја дадам на дечките кои што сакаат овој Еснав да го сплотат, да бидат заедно. Не дека тие имаат некој главен. Јас сум бил дел од тимот на Гостивар. Тие се едно сите. И нема да ми се лутат децата, што ако го поканам Рашид како постар од тимот на Гостивар, за да му дадам ова благодарница во чест на ова свечен ифтар. Дојди, брате мој, Аллах да ве награди со секое добро. Аллах да ве награди со секое добро. Ессаламу алейкум на сите. Имаме уште една убава вест од младите кои што заслужуваат да бидат наградени со умра. Од сите вие што сте работеле, иншалла Севдим Демири е награден да оди на умра. Medine'ye varamadım, gül kokusunu alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusunu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, ah yaralıyam, yaralıyam. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, Почитувани, на крајот од овој ифтар, испраќаме дова до возвишениот Аллах Джелешануху, да ова дело биде прифатено како наше добро дело на судниот ден. Аллах да ги награди на сите оние кои што возможија овој ифтар се одржи, особено до Тим Гостивар, група млади печалбари, кои што денес се тука со нас, и секако до сите други кои финансиски помогна овој ифтар се реализира. Како заклучок, сакам да кажам дека овој ифтар е плоден, се доделија 2 умри, имаме убави насихати од нашите шејхови, особено за единството кој што ни е потребно во Гостивар. Како медиумски покровител на оваа организација е Студио Агим. Ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Потполните сафови. Аллаху акбар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jedno smo, jedno smo. Kandil mlađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli. Džennet bašći pođo smo, jer jedno
smo, jedno smo.